Конечен или не е протоколот со Бугарија? Османи наместо денеска да го објави, неговиот колега во владата Маричик го демантира. Вели документ кој не е готов не може да и се објави на јавноста. Министерот за надворешни веќе неколку пати досега најавуваше кој ден ќе го објави текстот од документот, последно за денеска, ама и денеска протоколот со источниот сосед не виде бел ден пред македонската јавност. Наместо тоа, вице-премиерот за европски прашања уверува дека владата не криела ништо, ама незавршен документ не можело да се споделува. Протоколот очекуваме да биде презентиран од страна на Министерството за надворешни работи и секако тоа ќе биде еден пакет на документи кои што би оделе понатаму на расправа и во собранието и во владата. Кога ќе биде објавен? Имате информација зошто се крие? Како? Зошто се крие до сега? Имате информација? Во моментот кога ќе биде целосно усогласен и кога ќе се договориме со Бугарија да биде објавен, ќе биде објавен, меѓутоа овој процес е во рацете на Министерството за надворешни работи и мислам дека тие имаат најдобра информација. Кој ја кажува вистината, Османи или Маричик? Дека документот е завршена работа и усогласена од двете страни уверуваше и премиерот Димитар Ковачевски. Но што крие протоколот па на власта и треба толку време за да го објави? Истиот документ сега е под името Годишен извештај и е всушност записникот од втората меѓувладина седница меѓу Скопје и Софија. Во протоколот се наоѓаат обврските што Македонија ги презела за имплементација на договорот за добрососедство и пријателство во делот на историската комисија, говорот на омраза, учебниците, спомениците, отварањето на досиејата на УДБА и така натаму, односно познатите услови 4+1 барање. Во новата верзија протоколите не се споменуваат, но дека станува збор за истиот документ потврдува фактот дека носечки момент е членот 12 од договорот за добрососедство, што практично значи еднаш годишно на меѓувладин состанок Софија ќе проверува што сме сработиле, па ако биде задоволна од спроведувањето на договорот за добрососедство, ќе дозволи да продолжи пристапниот процес. Во протоколот се и записниците од мешовитата историска комисија, што значи и доколку власта се согласи историските прашања, стануваат дел од преговарачката рамка, наспроти нивните уверувања дека за историјата не се преговара. Додека македонската влада е со овој став, бугарската влада го објави уште минатиот месец, а пред да ја напушти функцијата, бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска протоколот го испрати до Комисијата за надворешна политика во Софија.